Во ова видео ќе биде објаснето работењето со излезни документи по пат на креирање на документ од тип фактура. До формата излезни документи се пристапува преку менито обработка на документи. Се отвора форма за внесување на заглавје на документот. Можете директно да ја внесете шифрата на типот на документот или доколку не ја знаете да извршите пребарување од соодветната форма. Со кликнување на копчето Enter ќе биде вчитан автоматскиот број на документот, нормално доколку документот е со автоматски бројач, воспротивно ќе биде потребно да го внесете рачно. Одбирате креирање на нов документ и со тоа се отвора формата за пополнување на информации за заглавје на документот. Како што може да видите, типот на документот и бројачот се веќе внесени според внесеното заглавје, внесено и одделението на документот, како и референтот, односно тоа е тековно најавениот корисник на апликацијата. Преостанува уште да го внесете комитентот, рачно, ако ја знаете шифрата, или со пребарување од соодветната форма, и потоа вршите зачувување на документот, односно на неговото заглавје и отварање на документот во форма за внесување на став. Внесувањето на артиклите може да се изврши на три начини. Првиот е со отварање на формата за пребарување на артикли, со што може да пополните некој од наведените филтри или директно да кликнете на копчето Пребарај, за да ви се прикаже листа од сите постоечки артикли. Избирањето се врши со двоен клик. Вториот начин е директно впишување на шифрата на артиклот или пак кликнување на копчето Enter во првото поле и повторно избирање на потребниот артикл со копчето Enter. Потоа се внесува количината на артиклот, денови за достава, работот, продажната, малопродажната цена, ДДВ и вкупната цена се пресметуваат автоматски од претходно внесениот документ приемница, објаснет во претходното видео. Тука останува уште само да кликнете на копчето Сними, за да ги зачувате промените. Повторно доле го имате вкупниот износ, пресметаниот ДДВ и износот за плаќање. Копчето Нов документ врши повторно отворање на празна форма каде што се отпочнува со креирање на нов документ. Копчето Пребарај документ пак помага да се изврши пребарување на некој конкретен документ. Нека тоа е документот тип фактура, бидејќи тековно се креираше фактура. Кликнете на копчето Пребарај и тој документ ќе биде прикажан подолу во табелата. Со двоен клик или со помош на копчето Избор, истиот повторно ќе биде вчитан со можност за негово изменување, односно на дополнување или бришење на ставки. Копчето Поправи документ е копче со кое што може да извршите промена во информациите за заглавието на документот. После секоја промена вршите негово снимање. Бришењето на документ кој што не е потребен за користење или е погрешно внесен е овозможено со помош на копчињата Бриши документ или Сторнирај бриши. Прикачувањето на дополнителен документ кон веќе креиран документ е овозможено со помош на копчето Прикачи документ. Се отвора нова форма во која што треба да кликнете на копчето Додади и да го изберете документот кој што ќе го прикачите, а потоа на копчето Испрати, фајлот ќе биде прикачен. Ставките од овој документ можете да ги скопирате во друг тип на документ со помош на копчето Копирај документ. Овде го избирате типот на документот што ќе го креирате, кликнувате на копчето Enter, ако има автоматски бројач, тој ќе биде вчитан во ова поле, воспротивно внесувате број рачно. Информациите за заглавието се исти како и од претходниот документ, секако
можете да ги промените доколку е потребно и потоа да кликнете на копчето Сними за да ги зачувате промените. И овој документ повторно ќе биде отворен во формат за внесување, дополнување, бришење на ставки во него. Печатењето на документ е возможено со копчето Печат и со преглед, со тоа што ако кликнете на стрелката, ќе биде прикажано мени од сите достапни типови на излезни документи кои што може да се печатат. Изберете некој тип и со тоа документот ќе биде прикажан во форма на штамп. Оваа штампа понатаму може да биде сочувана во Excel, PDF или Word формат на вашиот компјутер или директно пратена на принтер. И уште овде е овозможено внесување на уплата за документот. Изберете го типот на документот кој што ќе се креира при уплата, кликнете Enter за да се вчита неговиот број, сите останати податоци се вчитани од самиот документ, останало уште само да извршите зачувување на уплатата. Откако сте завршиле со работењето, исклучете ја формата.